Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. I Sina i Svetog Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браті і сестри, ова е 18-та седмица од после Светата Педесетница. И во неа Светата Црква Божја го определи за читање евангелското четиво напишано од раката на Светиот апостол и евангелистот Лука. Во одломката што денеска ја читавме, Светиот апостол и евангелистот Лука не соочува со еден чудесен настан што се случил во Генисаретското езеро, или како што поинаку го нарекуваат Галилејското море. И сите настани што се запишани во Светото писмо, а се случуваат околу спомнатото езеро, нас стружани особено не подсеќаат на нашево езеро, кое што и во буквална смисла на зборот е речиси идентично со Галилејското море, односно Генисаретското езеро. Море се нарекува, иако е езеро, бидејќи е за тамошните прилики, географски услови и простори прилично големо. Многу помало од нашето, но за тамошните услови големо како море. Бело е како нашето и преполно со светлина, како нашево подочно, нашево како Генисаретското езеро. И чувме денеска како Христос побара во еден од двата кораба, во кој што се наоѓа рибарите, апостолите, учениците Христови. Христос побара и самиот да влезе и на Симона Петра му кажат да отиде малку подлабоко, за оттаму на насобраниот народ да му ја изрече спасителната беседа која што носи вистински мир, и кога би била послушана и денеска, нема да ја има војната што току вчера започна на тие простори. Симон Петар веднаш го послушал својот учител. Христос влезе во коработ, ја одржа својата спасоносна беседа и потоа ги замоли двајцата рибарите во двата кораба да влезат уште подлабоко во езерото и да ги фрлат своите мрежи. И тогаш Симон Петар му кажа на Христа, Господа, дека цела ног се труделе да уловат риби, но не им успеало ниту една да уловат. Сакајќи да му кажа дека барањето повтор да ги фрлат мрежите е може би попусто. Но, бидејќи те сакаме, најсакан наш Равуни, ќе те послушаме, му рече Петар, и отидоа длабоко во езерото и ги фрлија мрежите.
I potom se sluči čudesen ulov na ribi, toliko golem, što sveti apostol Luka veli дека и мрежите попуштила од тежината на уловот, а потоа сите уловени риби требало да ги фатат и да ги стават во двата кораба. И двата кораба се преполнале толку многу што постоела опасност да потонат во езерото. Се ова, што изгледа толку просто, толку едноставно, е всушност најважното за нас. Замислете го Петар, апостол, непослушен, и да му каже на Христа: како да не? Па до сега ние немавме друга работа, освен да ловиме риби напразно. Ништо не уловивме. А нема шанса повторно да ги фрламе мрежите. Само ни создаваш работа, само ни создаваш проблеми. Па не знам дали не ќе беше така да бевме ние на местото на светиот апостол Петар. Но светиот апостол Симон Петар го послуша својот наставник, својот учител, се смири пред него и му кажа: само зарад љубовта што ја имаме кон тебе, ќе ги фрлиме мрежите. Покажа смирение и послуш. Но таа послушност имна не беше изнудена послушност, туку доброволна. Зашто Христос не им заповеда, туку ги замоли да ги фрлат мрежите во подлабоките води. Тие можеа да го послушаат и можеа да не го послушаат. Но се определија за послушност од љубов кон својот учител. И се случи невиден улов. Невиден. Така е со се во нашиот живот, со секоја наша поставка, ако е осмислена од Христа Господа и зарад него. Но се што правиме од суета, заради себе си и во своја слава, а не во негова слава. И особено, ако сето тоа го правиме присилени од надредените наши, од посилните од нас, оние кои што имаат власт да не наградат и да не казнат, јасно е дека беричетот ќе биде лош и краткотраен. Затоа Светата Црква Божија во тој систем на евангелски вредности, за кој што треба да се каже дека е систем на вечни, незаодни вредности. Това се вредности кои што никој не може, ниту смее да ги релативизира и на тој начин да ги обезвреди. Бидејќи вредноста нивна е вредноста на оној што ги кажа, а оној што ги кажа е оној кој што не знае за смрт. Оној кој што сиот свет го создал и животот во него. Затоа, најмили мои, символ за вистинската слобода, за која што сите ни зборуваат, сите може и религиозни заедници, па и оние кои со политички предзнак. Еве сега ќе гледате, во Израел се води војна и во устата на сите политички лидери најслушан, најупотребуван збор ќе биде зборот мир. А мирот го нема за толку, за колку што тие инсистираат на мир. Зошто? Зато што не можам, браќи и сестри, да ви дадам нешто што и самиот го нема.
Ako vi ветувам нешто што го немам, јасно е дека ве лажам. И многу нешта во нашиот живот и во животот во овој свет се поставени на лага, а не на вистина. Значи, како ќе ја познаеме вистинската вистина? Пазите, употребив чиста тавтологија. Вистинска вистина. Зар постои лажна вистина? Да, во море на лажни вистини една е вистинската и таа мораме тавтолошки да ја означиме со поимите вистинска вистина. Таа вистинска вистина, за вистинската слобода, во морето на лажните слободи што ни ги ветуваат, е содржана во повикот Христов. Ако сакате да тргнете по мене, внимавајте, ако сакате да тргнете по мене, земете го крстот на вашиот живот, откажете се од вас грешните и несовршените и следете ме. Значи се во Светата Црква Божја се со ако сакаш. Ете да тргнеме од нас овде. Дали некој од нас може да истапи тука и да каже јас сум тука затоа што ти попе ме присили да дојдам? Или некој друг меѓу нас? Ама секој од нас овде ќе каже јас дојдов затоа што Бога го сакам, затоа што имам доверба во тебе, Отец. Затоа дојдов во овој свет храм да присуствувам на светата литургија. Че доаѓањето во светиот храм и влегувањето во светиот литургиски, богослужбен живот на Светата Црква Божја е апсолутно слободен. Јас многу пати, како предводник на нашава литургиска заедница, имам доживување дека сите сте врзани за Бога со еден многу тенок, лесно кинлив конец или врска. Зашто онака како што слободно дојдовте денеска овде и на секоја друга света литургија, со истата таа слобода вие можете секој да си одите и никому ништо не должите, никој со ништо не може да ве казни, ниту да ве награди за да ве подкупи. Вие сте совршено слободни личности. Затоа што ги послушавте зборовите Христови, ако сакаш да тргнеш по мене. Сакам, Господи, тоа се зборовите наши. Тоа се зборовите на светите апостоли. Сакаме да сме со Тебе, Господи. Ти да си нашиот предводник. Ти кој што даруваш живот и здравие. Ти кој што даруваш секое добро, кој што е спасително. За нас сите и на сите подеднакво им даваш. Не создавајќи некакви економски, интелектуални и не знам какви елити, затоа што сите ние сме пред Тебе еднакви, дури тогаш кога не сме еднакви, во даровите со кои што Ти си не украсил, во даровите со кои што во кои што си не облекол. Од квантитетот не зависи квалитетот. Квантитетот не спасува, тоа што спасува е квалитетот. Значи во Светата Црква Божја треба да се претвориме во ловци на квалитет. Не кој колку има, туку какво е тоа што го има. Убива ли или оживотворува? Тоа е прашањето за нас. Тука треба да се задржиме. Дали сме се определили за нешто што живот дава
ili za nešto što ni go odzema život od Boga dade na dan. Zato, koga Petar go vide toj čudesen ulov na ribi, se isplaši, strah go pati. Zašto? Zašto tako nešto ne se bilo niti čulo, niti vidjelo do togaš. Toj se isplaši od onoj što go sotvori čudotom. Od Hrista Gospoda, njegovi učitelj, sakar. I zato mu pristapi so zborovite. Gospodi, te molam, odi si odovde. Jaz ne sam ti dostojen. Kakvo dlabinsko sebe poznavanje. Freudova ta dlabinska psihologija je izvlečena od ove mudri evangelski zborovi. No daleko od možnosti da dopre. Izlezite malo, možda izlezite na bolj. I da upati na uplašenje od Petra. Slušaj, Petre, ti deneska loveše ribi vo Galilejsko to more. Od deneska ke loviš duši čovjeka. No spored principite na blagoslovenata sloboda i ljubav, koncite, od ko što je ispletena mrežata za lov na čovečki duši, se koncite što je prava mrežata na verata Hristova. Verata Hristova. A tamo sve se počuva i sve se završuva so ako sakaš. Gospod milostiv da ne daruva, so silna vera, da ni ja umnoži ljubovta i da ni ja zasili verata i da ne napravi dovoljno hrabri slobodata na ličnosta od Boga dadena, da ja čuvame pocena na život. Onoj ko što život go dava za ta sloboda je najsloboden među ljudem. A slobodata što nija delatna kafena lažička, aptekarski, 3 pati na den po jedno, ta sloboda ne je sloboda. To je istinsko robstvo. I to robstvo site nije. Najčesto se soglasuvame za parče led, za uhlebije, za pol stomak. Se odkažuvame od to što je najskapo, za da preživeme v ovoj svet, čiji granici sme gi prihvatili kako konečni granici i za naši život. Amin. Čestit praznik.